Гледате октомвриското издание на Хоризонти, заеднички проект на Гласот на Америка од Вашингтон и Радио Слободна Европа од Прага. Јас сум Лилица Китановска. Големо разочарување од одлуката на Европската Унија да не отвори преговори со Северна Македонија по сите ветувања дека истото ќе се случи ако државата ја заврши домашната работа. Сега е прашањето како да се остане позитивен за големата кауза. Колешката од Радио Слободна Европа, Марија Митевска, ги сумира реакциите од тамо. Историска грешка или не? Реалноста е дека Северна Македонија ќе треба и натаму да чека на отворање на преговори со Европската Унија, откако Франција ги сруши очекувањата на земјата и на соседна Албанија на самитот на европските лидери во Брисел. Епилогот се предвремени парламентарни избори и разочарување кај граѓаните од неисполнетото ветување на Европската Унија. Се докаже дека и европејците лажат. Со тоа нормално паѓа тој морал кај луѓето и доаѓа до евроскептицизам. Кај мене не бе разочарано, затоа што го очекував тоа. Катастрофа, се што имаше се даде, се исполнија, а уцени колку сакате. Граѓаните се тие кои ќе одредат на кој пат ќе продолжи земјата, рече премиерот Зоран Заев, најавувајќи ги изборите по според него неправедната одлука на Европската Унија. Земјата, како што наведа, не го добила заслуженото поради нерешени внатрешни работи во Унијата. Ние ги завршивме сите наши обврски. Испорачавме резултати во реформите, ги решивме споровите со соседите. А тие не си останаа на зборот и не испорачаа. Тоа што Европската Унија не успеа да донесе одлука за отварање на преговори со нас е нивна историска грешка. Како клучна причина за недобивањето датум за преговори, според францускиот амбасадор Кристијан Тимоние, се неспроведените реформи, особено во областа на владење на правото. Нерешавањето на статусот на СЈО предизвика и предизвикува се уште отворени прашања, иако нели беше најдено техничко решение. Но отсуството на генерален договор за една правна рамка за борба против корупцијата остава простор за отворени прашања и за капацитетот на големите политички партии и нивната реална волја да спроведат ефикасна борба на оваа тема. Дополнителна причина според Тимоние е и барањето на Франција за реформи во преговарачкиот процес на Европската Унија. Но токму неговиот шеф, францускиот претседател Емануел Макрон, рече дека државата ја исполнила својата домашна задача, а при тоа Европската Унија не била подготвена за проширување, бидејќи треба да се реформира самиот процес. Се зависи од тоа како ќе се движат дискусиите за новата методологија на проширувањето, вели Симонида Кацарска од Институтот за европска политика. Барањата во однос на промената на методологијата пред се во овој случај треба да ги гледаме како дискусија помеѓу Франција, Германија и веројатно Холандија, како и насоките кои тие ќе ги дадат на Европската комисија, бидејќи сепак и Европската комисија треба да биде таа која што ќе ги вгради тие механизми, веројатно во нашите преговарачки рамки или во одлуките за почеток на преговори. На прашањето за отпочнување на преговорите се очекува лидерите на Европската Унија да се навратат на самитот во Загреб, закажан за мај наредната година. Во САД подеднакво неверување дека очекувањата на државата се изневерени. Некои велат довербата на регионот е разнишана. Еве како на ова гледаат и што советуваат официјални лица и експерти со кои на темата разговараше Милена Георгиевска. North Macedonia has basically done what was asked of it. Нема да му судам на внатрешниот процес на Европската Унија и на деталите околу него, но еднината на Северна Македонија треба да се реши, рече конгресменот Дейвид Прајс, нагласувајќи дека државата до овој момент ги исполнила сите потребни критериуми да ги почне преговорите. Го знаеме тоа преку партнерство на представничкиот дом и парламентот. Работиме заедно со години преку промена на партиско лидерство и транзиција на моќ. Парламентот се уште има многу предизвици, но државата направи напредок и мислам дека е подготвена да стане дел од европското семејство на парламентарни демократии. Прајс нагласи дека САД имаат обединета одлука за европската перспектива на државата, како и желба за исполнување на двете членства и во НАТО и во Европската Унија.
Разочарување од одлуката на Европскиот совет изрази и заменик помошникот државен секретар на САД за европски прашања Метју Палмер, кој на распит во Сенатот рече дека ветото може да се одрази врз натамошна имплементација на договорот од Преспа. Ратификацијата во Сенатот на пристапниот протокол за влез во НАТО е клучен чекор да се покаже натамошна поддршка за евроатлантската аспирација на Северна Македонија и поширокиот регион. По одлуката на Европската Унија реагираше и Стејт департментот. Тој соопшти дека САД сепак се надеваат од Европскиот совет ќе постигне консензус за државата пред самитот за Западен Балкан в година. Експертите пак предупредуваат на можни промени на внатрешен план дотогаш. Особено кога станува збор за законот за јавно обвинителство. Ќе биде интересно да се види дали недобивањето на датумот ќе ги парализира преговорите за регулирање на статусот на СЈО. Се плашам и како ќе реагира јавност. Дали ќе дојде до губење ентузијазам за овие реформи на владата и за натамошните напори да се подобри владењето на правото. Тоа ќе биде многу важно. Италијанскиот амбасадор во САД Армандо Варикио рече дека ветото на Европската Унија за Северна Македонија е погрешна одлука. Кратко и јасно, огромна грешка. Потребна ни е поголема политичка ангажираност и свесност. Предизвиците се мултидимензионални, мултинационални. Колку повеќе работиме заедно, подобро е. И европските политичари загрижени по ветото на Франција. Ако му свртиме грб на Балканот, ако не го финансираме нивниот развој, како тогаш ќе може да се справиме со малигните влијанија, како од Кина? Потенцираа дека одлуката на Европскиот совет го нарушува кредибилитетот на Европската Унија во регионот, води до демотивација за спроведување на реформите и вакуум во лидерството. Поздрав од Вашингтон, тоа беше се за ова издание на Хоризонти. До гледање во ноември.